Централни вести, добро вечер. Стартуваме со прегледот на насловите од денеска. Шанкер во Пулс ги крена тензиите во судницата. Обвинителството и родителите го обвинија за контрадикторен исказ. Дејан, 7 твои колеги, другари, ти загинаа. За кого лажиш? Шилегов побара да се преиспита обвинението. Испраќањето мозоци во Америка не беше за профит, туку за научна соработка. Уверува првиот човек на судска медицина по објавените мејлови на Епштајн. Таа соработка беше исклучиво воспоставена за истражување. Царината не кажува дали од Македонија легално излегле 5 тони марихуана, фатени во Србија. МВР и обвинителството проверуваат. Опозицијата бара одговори. Заврши истрагата за скандалот со ИПАРД средства. Джевдет на Суфи му ветувал 50.000 евра на директорот Стоилев, а на тројца службеници им дал 5.000. Владата и УПОС в четврток ќе преговараат за платите на речиси 8.000 административци. Трендафилов чекаше средба за минималецот. Ќе одлучат во колку часот и кој ден ќе ги оневозможиме, односно ги блокираме пратениците да дојдат на работа со возила. Низа дилеми во јавноста отворија објавените електронски пораки на Епштајн, кои открија дека човечки мозоци од починати лица од Македонија биле замрзнувани и транспортирани во Соединетите Американски држави. Директорот на судска медицина доктор Александар Станков потврдува дека соработката била воспоставена во 90-тите години за научно-истражувачки цели, но уверува дека било направено се согласно сите етички норми и со дозвола од сите надлежни институции. Американските научници најмногу се интересирале за мозоците од луѓето што извршиле самоубиства или имале шизофренија. Деталите ги има Мирјана Мирчевска-Јовановиќ. Малата балканска земја Македонија придонесува со мозоци од починати пациенти за научни цели во САД, со помош на професор на факултет на Колумбија по потекло од Македонија. Ова е дел од текстот насловен "Лекот стар 50 години, кој би можел да ја реши американската криза со самоубиствата, поврзано со лекот кетамин". Се работи за новинарското истражување на двајца новинари на Bloomberg Business Week, кое сега станува дел од досието на Епстин. Текстот открива дека американските научници создале банка од околу 1000 мозоци од лица што извршиле самоубиство, но и контролни премероци. Органите биле отстранети по смртта на одредено лице, биле веднаш замрзнати и транспортирани во САД за научни цели, правилно означени и архивирани. Не е познато колку мозоци на пациенти биле испратени на истражување. Актуелниот директор на судска медицина, професор Александар Станков, за Канал 5 го потврди случајот и вели дека и самиот бил дел од истражувачкиот проект, што се реализирал меѓу 90-тите и 2000-тите години. Нашата научна соработка е верификувана во тоа време и од етичкиот комитет од медицинскиот факултет, како и од етичкиот комитет на Универзитетот Колумбија. Во целната научна соработка беше истражување на шизофренијата, односно структурните промени во мозокот, кои што хипотетички тогаш се предпостави, а после се докажа, ги има при шизофренијата, и структурните промени кај лица кои што извршиле самоубиство во мозокот, кај различни пореметувања на однесувањето. Таа соработка беше исклучиво воспоставена за истражување на структурните промени. Во никој случај не беше воспоставена за тестирање или истражување на лекари. Во проектот, освен Станков, како сегашен според информациите, биле вклучени и неговиот претходник, Алексеј Думеј, професорот на Универзитетот Колумбија, Гора Стросоклија, кои воедно биле и автори на документот, објавен на сајтот на Американската национална библиотека за медицина, објавен документ од Македонската академија за науките и уметностите, насловен "Збирка за психијатриски мозоци во Македонија".
Општи лекции за научна соработка меѓу земјите со различно богатство. Главната цел за научна соработка меѓу американски и македонски институции, како што пишува во текстот, била проучување на мозочните промени кај шизофренија и други психијатриски нарушувања преку обдукции. Македонија била избрана затоа што имала висока стапка на обдукции и квалификувани лекари, но недоволно ресурси за истражување. Содржината за мозоци од Македонија протече во јавноста од мејлот кој го примил основачот на инвестициската компанија Trumalin Partners Ике Гроф, но на ниту еден начин не е поврзано со скандалот со покојниот сексуален престапник Епстин, кој нудел средства за истражување на човечкиот мозок. Со сослушување сведоци продолжи судењето за пожарот во дискотеката Пулс во Кочани. Тензиите во судницата во Идризово ги крена Шанкер, чие сведочење обвинителството и родителите на загинатите го оценија како контрадикторно во однос на тоа што го говорел во истрагата. Во меѓувреме, по одлука на обвинителството да ослободи 7 полициски службеници, дел од адвокатите бараат да се преиспита обвинението. Јован Ѓорговски ги има деталите. Родителите на загинатите од трагедијата во Кочани најавија кривична пријава за лажно сведочење за шанкерот Дејан Манасиев, кој трагичната вечер бил во Пулс и според нив на денешното судско рочиште го променил исказот. Манасиев, како што посочи од обвинителството, дал различни одговори за тоа дали критичната вечер била заклучена задната врата на дискотеката, колку противпожарни апарати имало во објектот, но и временскиот период кога собственикот на дискотеката Дејан Јованов Деко бил во Пулс. Во сведочењето Манасиев додаде дека не видел кој активирал пиротехниката за која, како што кажа, доаѓал човек од Скопје кој ја поставувал. Не видов кој ја внел и кој ја активирал пиротехниката. На претходните настани во кои се користела пиротехника доаѓаше човек од Скопје со бела коса кој ја поставуваше. Критичната вечер тој човек не беше присутен во Пулс. Видов противпожарни апарати, еден во ходникот, друг во билетарницата, а веројатно имало уште еден на друго место. Не можам да се сетам дали имало хидранти за гаснење пожар во и пред објектот, но имаше план за евакуација кој беше поставен во малиот ходник меѓу големата влезна врата и каубојските врати, низ кои се влегуваше во кабарето. Но мајката на еден од загинатите вели дека ваквото сведоштво е спротивно на тоа што им го кажувал во личната комуникација со нив и изјавата која дал во обвинителството. Дејан, сега јавно ти се обраќам, пошто знам дека ова ќе го гледаш. Дејан, 7 твои колеги, другари, ти загинаа. За кого лажиш, ке те молам? За кого? За твојот газа Деколи? Дека плафонот не бил спуштен. 100 сведоци кажаа дека е спуштен, дека тој плафон со сунгер во кој што имало цианидни примеси се причина нашите деца да бидат отровени. На почетокот на рочиштето адвокатот Петре Шилегов повара обвинителството сериозно да го приспита својот став и да повлече дел од обвиненијата. Како аргумент се повика на одлуката на обвинителството за гонење на организиран криминал и корупција, но и на фактот дека постапката за 7 полициски службеници е запрена. Според Шилегов, околностите поради кои постапката е стопирана за нив се совпаѓаат и со случајот на останатите обвинети, поради што, како што рече, треба да се повлече обвинението и за нив. Го потврдува и ОЈОГ Скопје, обвинителството за гонење на организиран криминал, дека на дел од полициските службеници кои што биле под истрага не може да се стави на товар ова кривично дело, бидејќи тоа бара непосредно извршување, а они не биле во немале законска можност да вршат инспекциски надзор. Истото се однесува, пак ќе повторам, и за делот обвинетите, секако за клиентот кој што јас го бранам. Непосредно човекот го нема предизвикано пожарот, правиме муавет за административни работници. Сепак јавниот обвинител истакна дека на обвинетите им се суди по предмет кој е одобрен и веќе се наоѓа во судска постапка. Обвинителниот акт, напоменувам, не опфаќа полициски службеници, а јавното обвинителство за нив опфаќа исти дела. Денеска во судницата сме по одобрен и стапен во сила обвинителен акт. Јавното обвинителство ги нема овие одлуки на ОЈОГ и со тоа нема увид дали се таму наведени оштетени лица и причините за штета. Пред судот сведочеа уште двајца сведоци кои вечерта биле во Пулс, од кои едниот, Петар Марковски, посочи дека лично видел како се запалил сунгерот на плафонот и дека во објектот со години се користела пиротехника. Следното рочисте за случајот е закажано за вчетврток. На првиот работен ден откако системот Safe City почна да испраќа казни, во Скопје денеска забележливо беше повнимателно возење.
За сега нема некои позначајни поплаки од возачите, а вчера регистрирани биле 500 прекршоци. Афродита Рамос. Автомобили со прилагодена брзина и возачи кои речиси не го тргаат погледот од брзинометарот. Ова е генералната слика од Скопје на првиот работен ден од стартот на системот Безбеден град и покрај внимателноста за дел од граѓаните паднале првите казни. Сега внимаваме, нормално треба да се внимава и да се почитува тоа. Министерот за внатрешни работи Панче Тошковски на синокешниот почеток на Safe City им честиташе на граѓаните и ги пофали за, како што рече, посовесното возење со 500 регистрирани прекршоци за разлика од првиот ден на тест периодот кога се регистрира 120.000 прекршоци. Вие сте тие кои што овозможивте драстично да се намали бројката за период од околу 2 месеци од 120.000 на 500. Вие сте тие кои што ги намаливте бројот на повредени лица во рамки на сообраќајни незгоди од прилика за околу 35% на територија на СВР Скопје и вие сте тие кои што го намаливте бројот на смртни случаи во рамки на настанати во рамки на сообраќајни незгоди од 11 на 4. Ве честитам за сето ова. Од шалтерот за Безбеден град при МВР добивме одговор дека денес се побројни оние кои дошле да ги променат податоците, наместо тие кои дошле да поднесат приговор за изречена казна од системот. Најголем дел од граѓаните кои денеска се обратиле на шалтерот Безбеден град дошле за промена на своите лични податоци во евиденцијата на регистрирани возила. За сега од МВР нема информации кога ќе почне да функционира и мобилната апликација Безбеден град, преку која секој возач ќе може да има увид во својата евиденција за сторени прекршоци. Од статистиките на МВР кои се однесуваат на територијата на целата држава, а не само во градовите покриени со Safe City, по месец јануари се бележат скоро 16.000 сообраќајни прекршоци, од кои 3.683 се издадени за поголема брзина од дозволената и дури 74 лица лишени од слобода за безобзирно управување на возило. А од МВР пред малку ги споделија и последните информации за прекршоците регистрирани од системот вчера. За минување на црвено светло констатирани се 64 прекршоци, од кои што на територијата на Скопје 35, Тетово 5, Куманово 24. За возење со брзина поголема од дозволената констатирани се вкупно 582 прекршоци, од кои 445 во Скопје, 36 во Тетово, 31 во Куманово и 70 на коридорите. Прито изречени се вкупно 101 забрана за управување со моторно возило по основ на овие два вида прекршоци, соопштија од МВР. Председателот на ССМ Слободан Трендафилов објави дека изутрината во 9 часот чекал во просториите на синдикатот да се појави представник на владата за да потпишат договор за утврдување на висината на минималната плата. Од владата велат дека не знаат кого чекал Трендафилов. Информираат дека в четврток е закажана средба меѓу премиерот Мицкоски и представници на УПОС. Маја Стојановска. Сојузот на синдикати на Македонија утре на состанок ќе одлучи кога ќе го одржи следниот протест и најавените блокади на пратениците. Откако денеска информираа дека представник од владата не дошол во работничкиот дом, да ја потпише спогодбата за минималната плата од 600 евра, изголемувањето на останатите плати за 100 евра. Председателот на ССМ Слободан Трендафилов најави дека доколку и по блокадите нема слух за барањата, ќе следуваат блокади на министрите во владата и генерален штрајк до крајот на месецот. Како крајна мерка, синдикатот ќе собира 10.000 потписи за да стане овластен предлагач и да поднесе иницијатива за намалување на платите на пратениците за 80%. Паднаа маските, пропаднаа лагите кои ги истакнува изминатиот период и како Сојуз на синдикати на Македонија и му кажуваме на работниците дека нема оваа влада приоритет да се зголемат платите, ќе одлучат во колку часот и кој ден ќе ги оневозможиме, односно ќе ги блокираме пратениците да дојдат на работа со возила, патем да наплатат патни трошоци. И не се исклучува можноста ниту протест, односно блокада пред владата кога ќе се одржува седница на влада за и министрите да поминат покрај работниците. Од владата изјавата на Трендафилов ја оценија како лажен наратив и обид за создавање на лажна слика за социјалниот диалог. Оттаму соопштија дека веќе во четврток е закажана средба со представници на синдикатот на УПОС.
Не знаеме кого Трендафилов чекал, сместувајќи се во празна сала, но едно е кристално јасно. Социјалниот диалог за нас е сериозна и одговорна државна политика, а не средство за политички театари и парадерство пред камери. Јавноста треба да знае дека средбата на премиерот Мицкоски со представници на синдикатот УПОС е закажана. На средбата за 3 дена, синдикатот и премиерот треба да се договорат за потпишување на нов колективен договор, со кој околу 7800 државни службеници ќе добијат зголемување на платата од 40% во период од 2 години. Од УПОС велат дека ќе биде прифатена секоја понуда која е поволна за службениците, но додаваат дека ги поддржуваат и сите наредни чекори на ССМ за создавање на подобри услови за живот за сите останати работници во државата. Доколку во таа понуда има одредби кои не се добри за работниците, односно треба работниците да се откажат од веќе стекнато право, таква понуда нема да се прифати од наша страна. Од барањето за 600 евра не се отстапува, тоа е барање за сите работници во државата. Во меѓувреме минималната плата во Словенија порасна на 1000 евра. Од тамошното Министерство за труд објаснуваат дека законот предвидува минималецот да биде од 20 до 40% над минималните трошоци за живот и дека новиот износ е усогласен со инфлацијата од 2,7%. Заврши истрагата за случајот со злоупотребите на ИПАРТ фондовите. Обвинителството за гонење организиран криминал и корупција поднесе обвинителен акт против 5 лица за давање и примање подкуп, како и за давање и примање награда за противзаконито влијание. Дополнително, обвинителството утврдило злоупотреба на службената положба кај уште 4 вработени во Агенцијата за финансиска поддршка. Деталите ги има Јана Јосифовска. Против вкупно 9 физички и едно правно лице вклучени во корупцијска шема за незаконско добивање пари од ИПАРТ програмата, поднесе обвинителството за гонење организиран криминал и корупција. Прво обвинет за кривичните дела, давање подкуп и давање награда за противзаконито влијание. Во случајот е управителот на фирма Джевдет Насуфи од Струга, кој е и поранешен министер за локална самоуправа во владата на Љупчо Георгиевски. Второ обвинет е екс-директорот на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството, Илија Стоилев, кој потпишал договор за користење на финансиски средства со фирмата на Насуфи и покрај тоа што не исполнувала услови, откако тој претходно му ветил награда од 50.000 евра. Тој во кеш на рака добил и 400 евра, кои биле пронајдени по извршениот претрес. На обвинителна клупа покрај нив ќе седнат и 3 лица кои посредувале. Со цел апликацијата неосновано да биде повисоко рангирана и побараниот износ на финансиска помош во целост да биде одобрен, управителот во име и за сметка на правното лице во повеќе наврати ветувал и давал пари. На раководно службено лице во агенцијата бил ветен подарок во износ од 50.000 евра, а на уште 3 лица им биле дадени 5.000 евра за да го искористат своето реално влијание и службена положба и да извршат притисок за донесување одлука што не смеела да биде донесена. Осем овие петмина, во текот на истражната постапка, обвинителството утврдило и кривична одговорност кај уште 4 државни службеници вработени во Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството. Тие ќе одговараат за злоупотреба на службената положба. Обвинетите постапувајќи спротивно на своите службени обврски, овозможиле незаконско одобрување на апликацијата. Тие при обработка и контрола на документацијата извршиле погрешна пресметка на исполнетоста на условите и врз основа на некомплетна документација го изработиле, контролирале и одобриле образецот за контрола на комплетност на договорот, а потоа и решението за одобрување на финансиска поддршка. Обвинителството побара од судот да ги продолжи мерките притвор за 4 обвинети и куќен притвор за едно лице. За останатите службеници се бараат мерки на предпазливост. Од обвинителството нагласуваат дека прибраните докази веќе отвориле сомнежи за нови злоупотреби со ИПАРТ фондовите, за што е веќе поведена нова посебна предистражна постапка. Украденото мора да му се врати на народот, порача премиерот Мицкоски на конститутивната седница на Националниот совет за финансиски истраги и конфискација на имот. Надлежните соопштија дека бројот на конфискациите лани значително се зголемил и уверуваат дека државата има намера системски и безкомпромисно да се бори со криминалот и корупцијата. Елизавета Дамјановска, Спасеновска. Постапките за одземање на нелегално стекнат имот мора да се одвиваат брзо.
без простор за манипулации и без одлагања, рече денеска премиерот Христијан Мицкоски на конституирањето на Националниот совет за финансиски истраги и конфискација на имот, како што нагласи, во моментов се отворени 50 предмети за висока корупција, а се очекува отворање и на нови случаи. Во моментот повеќе од 50 предмети за висока корупција се во постапка, случаи кои со години биле заткриени, одложувани или игнорирани. Но ова не е крај, туку почеток. Очекуваме отварање на нови случаи, темелни истраги и резултати што ќе ја вратат довербата на граѓаните во државата и во институциите. Министрите за внатрешни работи и за финансии соопштија дека во 2025 година е забележан раст на бројот на покренати финансиски истраги, а од конфискација на имот во буџетот се вратени околу 7,5 милиони евра. Тошковски сепак предупредува на недостаток на финансиски експерти во јавното обвинителство, ограничени кадровски капацитети во управата за финансиска полиција и нецелосно функционирање на Агенцијата за управување со одземен имот. Во 2025 година преку акцијскиот план обезбедивме над 452 милиони денари директен прилив во буџетот на државата од конфискација. Ова е доказ дека системот функционира, но и потсетник дека мора да го унапредуваме за да обезбедиме уште поголемо влијание. Веќе во 2025 година се направи јасен исчекор. Отпочнати се 58 финансиски истраги со опфат на околу 400 физички лица и 95 правни лица. Од нив 33 истраги веќе се завршени, а останатите се во тек. Председавач со Советот е вице-премиерот задолжен за политики за добро владење Арбен Фетаи, а неговото формирање го поздрави и евроамбасадорот Михалис Рокас. Тој најави поддршка од Европската унија за проектите и експертска поддршка во сферата на финансиските истраги. Нема ретроактивно одданочување на доходот. Управата за јавни приходи постапува согласно закон, повтори денеска директорката на УЈП Елена Петрова по средбата со засегнати граѓани од Куманово, кои во 2020-та работеле во базите во Ирак и во Авганистан. Тие што немаат докази за платен данок, ќе ги проверува УЈП по службен пат. Се усогласивме дека да ни достават се што располагаат како доказ, значи не само она што е пропишан доказ во смисла на потврда или документ издаден од друга даночна администрација за платен данок, туку и други докази со кои што располагаат, издадени од компаниите во кои што биле ангажирани и слично. Од 1100 граѓани, околу 200 имаат поднесено определени докази, постојат и други засегнати граѓани кои што не успеале да обезбедат соодветни докази од компании во кои што работеле и постигнавме заклучок да ни достават и листи од тие граѓани, податоци за компаниите во кои што биле ангажирани за да повторно им кои во 2020-та работеле во базите во Ирак и во Авганистан. Тие што немаат докази за платен данок, ќе ги проверува УЈП по службен пат. Се усогласивме дека да ни достават се што располагаат како доказ, значи не само она што е пропишан доказ во смисла на потврда или документ издаден од друга даночна администрација за платен данок, туку и други докази со кои што располагаат, издадени од компаниите во кои што биле ангажирани и слично. Од 1100 граѓани, околу 200 имаат поднесено определени докази, постојат и други засегнати граѓани кои што не успеале да обезбедат соодветни докази од компании во кои што работеле и постигнавме заклучок да ни достават и листи од тие граѓани, податоци за компаниите во кои што биле ангажирани за да повторно им излеземе во пресред. Александар ве очекува во продолжение во Самовистини со Видиновски. Пријатна вечер.